Здраво, пријатели, добре дојдовте у 51 епизода. Ја надминавме 50-ката и ке она што е вториот дел од сето тоа, ќе се ближиме до трицифрена бројка. И она што мене ме прави се повозбуден е тоа што се поголема интеракцијата со луѓето и конкретно еве за оваа епизода побараа дури да поздравам една девојка, Маги се вика, така да еве Маги те поздравувам и се надевам до крај ќе ја изслушаш оваа епизода и можеби нешто ќе ти помогне и ќе се пронајдеш у она што денес јас ќе го зборувам, ќе зборувам за потреби за спиење и потреби за благо после ручек. Затоа што огромна бројка на луѓе со кои што се среќавам практично ги имаат овие појави и сметаат дека се нормални. Ако прашате било кој човек кој што не знам, независно дали има проблем со килажа, нема проблем вежба, невежба и така натаму, многу често на дел од луѓето им е нормално да тие појави се појавуваат и многу луѓе сметаат дека тоа е проблемот затоа што можеби имаат вишок на килажа, тоа е проблемот затоа што можеби имаат целулит, стомаче и слично, односно делови од телото кои што не си ги сакаат и би сакале да ги коригираат. Но на што јас можам со сигурност да ви тврдам дека тие работи не се нормални и дека тие работи не се криви и конкретно еве за благото ако зборуваме, не е криво затоа што можеби ви се појавува дел од телото кој што не си го сакате и многу луѓе веруваат дека не знам, ние живееме во такво поднебе кај што се јаде благо, се јаде тесто, традиционалната храна не е таква. Многу луѓе веруваат дека очите се криви за се и слично, но ви уверувам дека еден орган е одговорен за сето тоа и се вика панкреас и панкреасот практично е задолжен за да го регулира нивото на шекерот во крвта. И панкреасот секогаш знае дали има вишок на шекер во крв или има премалку и го алармира мозокот. И затоа во текот на денот, најчесто после ручек, алармира дека нешто треба да се превземе и дека треба да се дремне и да се изеде многу благо. Тие кризи за благо практично се јавуваат затоа што во текот на денот многу од луѓето внесуваат недоволно нутритивна вредност во телото. Има луѓе кои што можеби не прескопнуваат оброци, но при тоа тие оброци се сиромашни и не се доволно квалитетни. Има луѓе кои што прескопнуваат многу оброци, односно немаат никаков ред во исхраната и може да им текне дека не јаделе ништо дури во вториот дел од денот и тогаш да земат да се прејадат. Како и да гледате, се работи за исхрана која што е сиромашна со нутритивна вредност. И вие кога немате доволно гориво да му давате на вашето тело, во вториот дел од денот вашето тело бара брза енергија и таа брза енергија мозокот ја препознава во благо, во грицки, во теста и така натаму. Затоа мислите дека тоа е нормална работа и затоа мислите дека благото е криво или тестата или грицки да се криви за се. После ручек се дешаваат сите овие работи затоа што вие кога ќе седнете на ручек, најчесто сте прегладнети. И ја по себе знам дека можев комотно да изедам се што имаше на масата. И многу од луѓето ги прават овие грешки, се прејадуваат за ручек поради огромниот дотур и количина на шекер која што ја конзумирате за ручек и преобилната храна, сето тоа предизвикува да телото мора да земе малку одмор и да тоа ниво на шекер се изрегулира, панкреасот работи неуморно, го симнува тоа ниво на шекер, мора да при тоа да се одморите, паѓаат очи, паѓа концентрација, треба да се фати хоризонтала од пола саат и нормално потоа следуваат кризите за благо, затоа што панкреасот го средил тој вишок на шекер, го складирал во бутчиња, во стомак, во образи, во раце и каде што можеби складирате масти и повторно имате потреба за нова енергија затоа што панкреасот го извадил цел шекер од вашата крв поради тоа што видел многу вишок и сега вас повторно ви треба дотурна енергија. Со овие игри на благо многу луѓе мислам го имаат како секојдневие и многу луѓе живеат на оваков начин и тоа ви е практично и најдобриот рецепт за качување на килограми и за упропастување на метаболизмот. Со тој начин 2 до 10 грама дневно складирате, со тој начин доволно бавно се поправате за да се навикнувате на својата форма и да се наоѓате најразлични оправдувања и да после 5 години покачите 20 до 30 кила плюс, што многу од вас знам дека се препознаваат. Она што треба да го
направите е не да го обвинувате благото, туку да земете да си ја средите исхраната и да направите да во вашиот ден има доволно нутритивна вредност. Како тоа да го направите? Многу едноставно, добар поедок, редовни оброци, доволно вода, она што го бамкам од самата прва епизода, така да никаква филозофија, никакво апчи и магија не постои за да го задоволите вашето тело и да му ги надокнадите сите дневни потреби. 51 епизода е завршувам, се гледаме со едно многу моќно видео кое што ќе го правам утре во една градинка во Велес, ќе зборувам за одговорност на родители во исхраната кај децата, така да ќе биде објавено и немој да го пропуштате, ќе биде mind blowing. Фала ви дечки, убав ден, убав викенд и се гледаме во 52 епизода. Чао!